Кои се зелените перспективи на општина Куманово? Па под зелени перспективи кога разговараме, првенствено оди вниманието во делот на заштита на животната средина и секако заштита на здравието на граѓаните. Куманово има амбиции да стане зелен град и ние отпочнаме едно заедничко истражување на состојбите во општината заедно со ЕБРД. Изготвивме неколку пресеци на состојбите во училиштата во однос на подобрување и исполнување на условите за работа, потоа реализација на енергетски ефикасни проекти во општината, со тоа што би инвестирале во иднина во подобрување на условите каде што учат учениците и реализација на енергетски ефикасни проекти. Дополнително, општина Куманово е една од првите што отпочна со изработка на стратегија за урбана мобилност и отпочнаме постапка за изработка на катастар за загадувачи во градот, а воедно и самиот катастар ќе има основна функција да ги лоцираме точките каде е најголемо загадување во градот и да вршиме превентивни, а по потреба и репресивни мерки од страна на нашите инспекцијски служби врз најголемите загадувачи. Избравме компанија, Технолаб се вика фирмата, која што ќе ја работи, значи, комплетно таа услуга за општината и во поскоро време ќе добиеме податоци, но дополнително општината има издвоено и посериозни финансиски средства за набавка на квалитетни зелени садници, кои што се спроведуваат во моментот и до крајот на месецот ноември истата ќе биде завршена. Наша цел е да засадиме до крајот на годината голем број на високо квалитетни садници на територија на нашата општина и дополнително навлегуваме во проекти за реконструкција на постоечките површини, како што е викенд зоната на студена вода и дополнително на спомен костурница со други низа инфраструктурни проекти во изградба на нови спортски качиња, спортски игралишта. Но сепак тоа не подразбира само зеленото движење, туку зеленото движење и кога ќе зборуваме за зелените, подразбира и нешто многу повеќе, а тоа е првенствено применливо таму каде што се мултиетничките средини, какво што е и нашата општина, бидејќи Куманово е де факто Македонија во мало, има една шареноликост, различни сме по етничка, по верска, по политичка и било која друга припадност. И спресно мора да се менаџира со сите тие ресурси за да се намалат ризиците од конфликтите, бидејќи самите конфликти доаѓаат до ситуација на нови фрустрации и подкревање на процентот на можности за развој на насилство. Кога говориме за зелените вредности, познато е дека тие не се однесуваат само на заштита на животната средина, која пак често се меша со поимите поврзани со комуналната хигиена. Зелените вредности подразбираат почитување на човековото достоинство, подразбира и социјална правда и антинационализам, стратегии за одржив развој, што подразбира напуштање на принципите на либералниот капитализам. Колку според вашите анализи знаат политичарите за ова во нашата земја? Па работи невладиниот сектор, но не доволно. Ние сме една од ретките општини каде што на ниво на општината функционира локалниот совет за превенција, каде што многу често на локалниот совет за превенција ги отвораме и овие теми. И една од главните теми на кои што работиме е токму превенцијата од насилниот екстремизам, кој што е многу честа појава во општеството, а особено во општества кои што се мултирелигиски и мултиетнички, бидејќи со раѓање на фрустрации се создава и одреден вид на незадоволство, особено кај младите луѓе, кои што знае да резултира со екстремно однесување во јавноста и пошироко и да создава конфликти. Мора да искажам моја благодарност до сите субјекти кои што учествуваат во работа на локалниот совет за превенција, вклучувајќи ги ресорните министерства за труд и социјална политика, Министерство за внатрешни работи и секако
членовите на општината, распоредени по сектори, тука е исто активен и локалниот социјоекономски совет, кој што е составен генерално од луѓе кои што доаѓаат од надвор и реализираме поголем број на проекти. Во моментов реализираме проект со мрежата на силни градови, каде што општина Куманово е член, и активно работиме на обука на персоналот кој што работи во училиштата. Значи, директно работиме со персоналот кој што има за задача да ги едуцира младите луѓе од тоа што е тоа насилство, екстремизам, екстремно однесување и превенција од истиот. И откако ќе завршиме првата фаза со обука на професорите и наставниците, истите тие дополнително ќе се спуштат преку акцијските тимови на терен да делуваат кај самите ученици и младата популација и пошироко. Инаку простор за незадоволство во една мултиетничка општина како што е Куманово постои секогаш и е присутен од сите аспекти, но мора навремено да ги лоцирате потенцијалните жаришта и опасности и да ги превенирате. Околу растечките тензии, пред се етнички мотивирани, кој губи, а кој добива од овие тензии кои што се... Па од тензиите губиме сите, а за жал добиваат политикантите и ситните играчи во политиката кои што во одредени моменти најгорливите прашања ги користат за придобивање на ефтини политички поени. Ние имаме такви примери во Куманово повеќе, каде што имаме нерешени услови во одредени училишта кај што учат одредени етнички заедници, гледано од моноетнички карактер, и токму овие реални проблеми во општеството се користат од страна на поедини политички субјекти и репрезенти на политиката во предизборниот процес. Секогаш се отвараат тие прашања, додека институционално истите можат да работат на нив и да ги подобрат условите и така натаму, но за жал не гледаме соодветна реакција на помагање, туку се користат во одредени моменти. Го имаме проблемот со средното училиште, гимназија Сами Фрешери во Куманово, каде што децата ни учат во несоодветни услови, но сепак и покрај сите иницијативи од страна на локалната власт, централната власт, тоест ресорното министерство, до одреден извесен период не сведуваше само на отворено неодговарање од нивна страна и повикување на различни проекти, имплементации и така натаму, но суштински не го решаваме проблемот за изградба на ново училиште. И нормално е овој проблем секогаш во предизборието да се отвара пред јавноста. Не треба да се прави политика во вакви моменти, туку првенствено треба да се решаваат проблемите или пак да се посочи, реално да им се каже на граѓаните, вработените таму, и сите останати во тој процес дека нема во моментов решение за едно такво прашање и кога ќе се создадат услови, истото ќе биде решено. Ова го давам само како пример, инаку такви примери имаме повеќе во нашата општина. Што треба да се направи за да се искорени ваквиот начин на манипулирање пред се со етнички теми? Па видете, воведување на поголемо ниво на професионализација во државните институции ќе го даде и конечниот резултат, бидејќи што повеќе се политизираат функциите, особено оние професионални функции кои што се во составен дел на извршните органи на власта, мислам дека ќе резултираат со поквалитетни услуги кои што ние, како народни избраници и луѓе кои што сме вработени во системот да му служиме на граѓанинот, ќе дадеме посоодветен одговор и посоодветна услуга на оној кој што всушност за кој што и ние постоиме тука, а тоа се граѓаните на прво место.